изведувањето на македонската химна и химната на Европа од страна на воениот оркестар. Утринава во владата започна и се одржа свечената церемонија за одбележувањето на 9 мај, денот на борбата против фашизмот. Македонскиот народ во Втората светска војна не се бореше против администратори, туку против окупатори, порача премиерот Христијан Мицкоски на церемонијата за денот на одбележување на борбата против фашизмот. За него денешниот ден е белег за трудот и постојаноста на многу генерации кои се бореле за слобода. Вели, македонската историја не е историја на покорување, туку на отпор, а слободата, како што вели, не е подарок, туку одговорност. Слободата никогаш не е подарок. Таа е избор, жртва и одговорност. И колку тоа некој да сака да го сокрие или прескокне, нашите предци беа на исправната страна на историјата. Имаше и такви челници на народи кои тоа не беа. Беа непријатели во оваа битка и низ нишан се гледаа. И тоа не беа администратори, туку беа окупатори. И јас, без нималку предрасуди, на сето ова гледам како на историски факти. Сакал некој да признае или не. Се срамел некој или не. Евроамбасадорот Михалис Рокас вели дека овој ден е потсетник дека решителноста ја натера Европа да ги надживее турбулентните времиња. Тој потсети дека денот ја одбележува историјата и крајот на Втората светска војна и почетокот на евроинтеграциите и рече дека Европа мора активно да ги брани своите вредности. Затоа денес ја поздравуваме вредноста и храброста на оние кои што се бореа и жртвите на оние кои што загинаа. Се сеќаваме не само на крајот на војната, туку и на раѓањето на Европската унија. Најмоќното оддавање на почит на оние кои што ги жртвуваа своите животи. Ова е денот кога треба да се потсетиме дека решителноста ја натера Европа да ги надживее оние турбулентни времиња и дека тоа го прави низ децениите наназад и го правиме и сега. Делегации на председателскиот кабинет, владата, собранието, Сојуз на здружените борци и политичките партии положија свежо цвеќе пред споменикот на ослободителите, кој преку 7 лика ја раскажува борбата за слобода. На настанот за одбележување присуствуваа и представници на законодавната и извршната власт.